Почитувани гледачи на спортска мрежа, правиме една анализа на втората македонска фудбалска лига, анализа на самата табела, анализа на играта на второлигачите. Во ова издание од спортска мрежа разговараме со Александар Максимов, кој што е фудбалски стратег, кој што ќе ја направи анализата за спортска мрежа практично на втората македонска фудбалска лига. Знаете дека пред самите второлигаши е нова репрезентативна пауза и онново еден слободен викенд за второлигашите, пошто остануваат уште 3 кола кои што треба да се одиграат за да се комплетира есенската полусезона во втората фудбалска лига. Со Максимов разговараме за самата игра на македонските второлигаши, како ти имаат одиграно, правиме анализа на табелата и всушност да видиме дали веќе можеби се изфилтрирани екипите или се има направен некој пресек на екипите кои што практично би се бореле за влеса во првата македонска фудбалска лига, екипите кои што ќе се борат за опстанок во втората македонска фудбалска лига. Ќе имаме и самата табела пред нас за да можеме да ни биде појасно додека Максимов ја прави анализата, при тоа и да ја гледаме самата табела и како практично изгледа табелата во втората македонска фудбалска лига. Она што друго треба да го спомнеме е дека по завршувањето на самата анализа која што ќе ја направи Максимов, ќе ја погледнеме и односно ќе ја направиме на најава практично на следното 13-то коло и да видиме како до крај практично ќе и што она што треба да очекуваме од самите второлигаши и дали би можеле да има некоја позначителна промена можеби на таа второлигашка табела. Она што друго треба да го спомнеме е дека веќе можеби некои екипи се позрели за многу поголем ремонт кој што треба да го имаат во своите редови пред се од екипи кои што ќе се борат за опстанок, како што е екипата на Вардарски, понатаму тука е екипата на Борец, особо кој што забележа триумф во претходното коло, и тоа доста важен триумф над победа, полека веќе фаќа приклучок, меѓутоа и натаму е во опасна зона, а тука и Вардар не готово, прилепска победа. Практично ќе видиме како Максимов ќе анализира играта на македонските второлигаши, да видиме кои екипи практично ќе се борат за прва лига, кој изопсно кој ќе се уфрли за тоа трето место и тој бараш за можен влез во првата македонска фудбалска лига. Одеме со анализата на Александар Максимов. Па искрено лигата според овие 12 кола и виденото во нив би ја искоментирал како досадна, од причина што не видов некаква промена во начинот на игра кај и самите екипи. Скоро на секој надпревар имаше доста аматерски грешки низ играта и без интензитет на некое повисоко ниво промени кои што сметам дека нели со тек на годините треба да бидат надминати, но сепак кај нас во таа втора лига веќе години и години наназад ние гледаме идентичен фудбал. И сметам дека едноставно лигата се уште го нема пронајдено својот идентитет. А како најголемо изненадување би ја издвоил грешката направена од страна на екипата на Македонија Грче Петров на надпреварот со Новаци при измената направена со младинскиот играч. И според мене тоа е аматерски пропуст и на екипа која што е нели еден од главните претенденти за влез во прва лига не сме да и се случи. Според мене за влез во првата лига би се бореле екипите на Брегалница, Македонија, Грче Петров и Башкими. Тоа се екипи кои што и до сега покажаа најконстантна игра и екипи кои што, да кажам, Брегалници, Македонија и Грче Петров веќе имаат и потребната инфраструктура за надпреварување во првата лига, така да мислам дека во горниот дел на табелата не би имало некакви изненадувања. Тука и Арсими, кој што мислам дека ете со Башкими би се бореле за тој бараж надпревар и мислам дека изненадувања би можеле да има во долниот дел на табелата. Како што кажав и претходно, најконстантни беа екипите на Брегалница, Грче и Башкими. Впрочем, затоа и се на врвот на табелата. Јас не видов некој допадлив фудбал, кај тимовите не видов некој карактеристичен билдап во играта, скоро и да немаше креативност во организацијата на игра во втора и трета зона и се сведуваше на креирање на еден ситуации, па преку некој индивидуален квалитет на играчите да се креира шанса или да се постигне гол.
Доста често играта беше сведена на дефанзива во среден или низок блок, па се чека ситуации на транзиција, односно контри и полуконтри, за да се загрози противникот. Всушност затоа и просек на постигнати голови по надпревар се многу малку, односно 1 до 2, честни исклучоци во последните неколку кола кај што имавме надпревари со повеќе постигнати голови. Сметам дека играта на Беласица е на квалитетно ниво. Тој е еден млад тим кој што има можност да расте и да напредува. Мислам дека според годините, квалитетот и квантитетот на играчи што го имаат, тренерот Александар Стојанов вади повеќе од максимум од самите играчи, што е за секоја пофалба и се надевам дека играчите ќе го сватат тоа и максимално ќе го искористат за развој и промоција на самите себе како фудбалери, како и на самиот клуб и тренер кој што нели дал шанса да се надпреваруваат и да бидат видени на фудбалската сцена во Македонија. Па од екипите на Башкими, Охрид и Арсими, мислам дека екипата на Башкими е најсериозен кандидат да брка прва лига преку тој бараш надпревар, а дека Бргалница и Грче Петров би влегле директно, бидејќи искрено имаат најквалитетни тимови во лигата и самата инфраструктура која што клубовите ја имаат е на ниво на прва лига. Мислам дека не би имало кикс од тие две екипи и на прашањето ко тие две екипи остава впечаток на поубедлива екипа за првата лига, аз не би издвоил ниту една посебно, може би екипата на Ѓорче со профили на играчи, поранешни репрезентативци како Кире Марковски, Крсте Велковски имаат малку поголемо искуство и ете тоа може би било нијанса, нели, за нијанса подобро. Па според мене екипите на Борец и Вардарски веќе со една нога се во третата лига. Таму не гледам шанса за некакво изненадување. Екипата на Осогово, доколку извлече позитивни резултати во наредните три надпревари, би можела да се вклучи нели во екипите кои што би бркале директен опстанок, бидејќи на исто ниво се и екипите на Вардар, Неготино, Победа, Новаци, кои што не делуваат премногу стабилно на надпреварите одиграни до сега. Па Вардар, Неготино воопшто нема сигурност, но тука се и екипите на Победа, ФК Скопје, Новаци, па и екипата на Беласица, бидејќи бодовната разлика е многу мала и 1 до 2 надпревари може да ги спуштат долу во зоната за испаѓање. Така да мислам дека многу поинтересно би било во делот за испаѓање него во делот на екипите кои што се борат за првите 3 места. Од последните 3 надпревари може да очекуваме интересни надпревари, каде што Македонија Грче Петров го пречекува Арсими, Башким игра против Брегалница на свој терен, а при тоа гостува кај Детонит Плачковица, така да тоа се надпревари кои што можат да дадат некој друг тек и друг излет на табелата.
Мојот став е дека екипите, почнувајќи од трета лига па се до прва лига, мора да имаат финансиска стабилност и тек после тоа ние може да размислуваме дали има рамноправност и дали треба да се размислува за бараш помеѓу третиот и четвртиот до втора лига и влез во прва лига, од причина што многу екипи кои што од трета влегуваат во втора и од втора во прва лига едноставно немаат финанси, немаат моќ да го издржат товарот на што самата лига и го носи и стануваат топовско месо за противниците, со тоа и самата ефективност и самиот квалитет на лигите се драстично намалува. Така да јас мислам дека пред се ние мора да имаме некоја финансиска стабилност, добар проект, добар план за развој на тие екипи и тек после тоа да бараме или да размислуваме за бараш помеѓу третиот и четвртиот во втора лига за влез во прва лига. Мислам дека треба да си го кренат нивото на игра доколку сакаат да обезбедат втора лига и секако Влазерими и Тетек се екипи за почит и мислам дека би биле незгоден противник на секој. Ростерот и квалитетот на играчи е од есенцијална важност, зашто мора да се вклопуваат во идејата и визијата на самиот тренер, како и на самиот клуб, доколку, јас често повторувам, доколку имаш едно расипано јаболко во кошницата, тоа може да ги расипи останатите, така да тоа е доста важно, како и нормално редовната исплата на плата. Никој не сака да работи за безпарија кај нас во втора па и во прва лига. Често знаеме дека играчите по месец-два, па некаде и 3 доцнат со добивање на своите плати. Па не секогаш тренерите се виновни за лошите резултати, бидејќи самите клубови не и даваат доволно време за имплементација на своите системи на игри и принципи. Не и се дава голема слобода во бирање на самиот тим, самите играчи. Доста играчи знаат да бидат наметнати од управител, знаат да бидат наметнати со сомнителни менаџерски игри и на крај тренерот како одговорен за играта и резултатите си ги сносува последиците. Условите за тренинг пред се игра мора да бидат на високо ниво, доколку сакаме развој како на самите екипи, така и глобално на фудбалот во Македонија. Без тоа се е џабе. Мора да се инвестира, мора да се одржуваат тие терени, мора да се одржува тој подтрибински простор со облекувалните за играчите. Ние имаме клубови кои што се надпреваруваат во втора македонска лига, а играчите немаат топла вода за после тренинг. Така да сето тоа има влијание како за добри резултати, доколку имаш добри услови, така за лоши резултати, доколку условите ти се мизерни и мора да се работи на тоа максимално, да дојдеме на некое по-високо ниво. Во самите управи на клубот јас мислам дека треба да се луѓе кои што пред се имаат образование за дејноста, работата што ја работат, кои што имаат јасна визија и цел, кои што знаат по кој пат ќе се движи развојот на самиот клуб, а доколку го имаме тоа, ние ќе имаме успешни клубови, ќе имаме клубови кои што ќе се развиваат побрзо, а со тоа и глобално фудбалот во Македонија ќе дојде на некое повисоко ниво. Не треба да бидат луѓе кои што во клубовите ќе бидат едноставно за перење на пари и свој личен бенефит.
Јас не очекувам некоја тренерска промена до крајот на првенството, бидејќи сепак се 3 кола, може би евентуално за време на зимската пауза, а искрено не очекувам и некои драстични промени по паузата, така да мислам дека сепак ќе треба малку поголем период за да дојдеме до промени во таа втора лига. Ова беше анализата која што ја направи Александар Максимов, младиот фудбалски стратег за спортска мрежа, ја анализираше табелата во втората македонска фудбалска лига и како практично одиграа второлигашите во овие 12 кола во втората лига. Како што може да видите од табелата која што е пред вас на вашите екрани, Македонија Ѓорче Петров е лидер на табелата со 29 бодови, додека пак на второто место е Брегалница од Штип со 27 бодови. Практично овие две екипи лани испадна од првата лига и сега се апсолутни фаворити за да се вратат во првата македонска фудбалска лига. Сериозно во трката за влез во првата лига се вмешува Башкими, кој што е на третото место или во таа бараша зона за можен влез во фудбалската елита на Македонија со 26 бодови. Арсеми се обидува од втор план да се наметне за прва лига, тој се наоѓа на четвртото место со 23 бодови. Охрид, како што анализираш и Александар Максимов за спортска мрежа на петото место со одлична игра дојде и односно практично собра 21 бота за пето место. Неизвестност околу таа златна средина и една победа може да однесе многу горе, една победа може да спушти многу долу. Кожув, Детонит Плачковица и Саса имаат по 18 бодови. Беласица со млад тим покажу и докажу дека ете може да се носи со тие предизвици, се наоѓа на деветото место со 16 бодови. Новаци имаше многу важен триумф над Фенерџијата Вардарски, со што им се врате на победите, сега е на 10-тото место со 14 бодови. Скопје можеби до некаде е некое по непријатно изненадување со оглед на фактот дека поранешниот прволигаш е некаде во јас би рекол во тој подолен дел од таа златна средина со оглед на фактот дека Скопје запиша важен триумф во претходното коло над Башкими и успеа да дојде до тие 3 бодови, ете да направи некој прогрес сега на 11-тото место со 13 бодови, колку што има и победа која што е на 12-тото место. Вардар е неготивно сега е над таа зона за испаѓање, односно се наоѓа на 13-тото место со 11 бодови. Неизвестно и доста густо ќе биде можеби околу бара зоната каде што е Согово да се избегне тоа 14-то место каде што е сега Согово со 8 бодови и во зоната за директно испаѓање е Борец со 5 бодови и Вардарски кој што е единствениот второлигаш кој што нема триумф и има само 2 бодови на своето конто. Практично ова е табелата, ова е ситуацијата која што моментално имаме во втората македонска фудбалска лига и како практично да играа второлигашите на овие 12 есенски надпревари. Пред нив, како што спомнавме на почетокот, следува репрезентативна пауза. Овој викенд немаме второлигашки фудбал како и прволигашки фудбал, а фудбалските возбудувања се враќаат еден викенд потоа и практично ќе видиме како и што би можеле да донесат тие три есенски кола.
Одеме сега да погледнеме што всушност ни носи есенскиот дел, практично во рамки на тоа 13-то коло. Вардар неготино ќе има доста тешко гостување кај фаворитот Македонија Ѓорче Петров, а тука реално фаворитски лавовите се тие кои што ќе би требало практично да ги освојат трите бодови, доколку нели нормално ја оправда фаворитската улога. Арсими на домашен терен ќе бара брза рехабилитација после тој пораз од Брегалница во претходното коло во Штип против екипа каква што е Борец. Практично за Арсими тоа ќе биде лесен начин да се врати на победничкиот пат. Источно дерби ќе се игра во Струмица помеѓу некогашните прволигаши Беласица и Брегалница. Охрид на домашен терен ќе игра против Детонит Плачковица, еден, јас би рекол, силен предизвик за Радовишини, колку ете тие се спремни за нешто повисоко на табелата во однос на Охрид кој што е разигран сериозно. Башкими на домашен терен ќе игра против Кошув, додека пак дерби, јас би рекол, ајде на поранешните прволигаш и победа и Скопје во Прилеп. Новаци на домашен терен против Осогово, меч каде и двете екипи силно атакуваат на тие три бодови. Новаци сака триумф зашто е можно полесна пролет, Осогово сака триумф за да може конечно да го напушти тој опасен дел од табелата. Саса против Вардарски, Саса гледа идеална шанса со триумф веќе да се осигури и да чека кикс на Детонит Плочковица и на Охрид за да може да прогресира напред на самата табела. Она што тука би сакал да го искоментирам во однос на ова коло и она што ете практично Александар го искоментира, имаме 6 тренерски промени. Кога го видов над преворот помеѓу Охрид и Детонит Плочковица, ќе спомнам дека Охрид имаше тренерска промена, заминувањето на Никола Илиевски Џиџи, назначувањето најпрво како привремено решение на Ромео Кочовски, носи одлични резултати, па ете Ромео Кочовски, младиот стратег, веќе е еден вид на трајно решение на тренерското столче во Охрид. Тренерска промена се случи и во Радовиш, си замена Иван Варадиновски, дојде нов штипски стратег кај Радовишини, Горан Здравков. Радовишини сега се во таа некоја златна средина. Тренерска промена се случи и во Победа, каде што практично Јелен Николовски замена, дојде Стојан Чудонимагловски од привремено решение и тука имаме во трајно решение со оглед на фактот дека ете Победа колку толку е на некоја си можеби за сега безбедна зона, меѓутоа им треба доста бодови за да бидат сигурни на во таа златна средина. Тренерска промена имавме и кај Осогово, Добринко Илиевски замена, дојде Горанчо Ѓоргиев, а тренерска промена се случи во Борец, Љупчо Митковски Гањо замена, дојде Даниел Стојановски кој што успе да ги собере практично тие 5 бодови и одново имаме тренерска промена, меѓутоа немаме сега да видиме назначување официјално кој ќе го води тимот, така да ете имаме неколку тренерски промени. Во однос на 14-тото коло или предпоследното есенско коло, Вардар Неготино против Вардарски. За тимот од Неготино, кој што практично ќе го одигра овој надпревар на градски стадион во Неготино, кој што е популарен како Цвај арена, трите бодови се императив ако сака веќе сериозно да стави печат на опстанокот и да има лесна пролет. Осогово Саса, ова ќе биде навистина интересно дерби на истокот, каде што ќе се одигра во Кочани на стадион Никола Мантов, каде што и двете екипи ќе ги посакуваат тие три бодови, особено Осогово. Новаци ќе гостува во Железарница, во Автокоманда против Скопје. Кошув ќе се соочи против екипата на Победа. Детонит Плачковица ќе има навистина тежок надпревар на домашен терен против Башкими. Брегалница исто така со тежок надпревар против одличниот Охрид. Борец Беласица, каде што Борец навистина ќе биде несериозен испит колку ќе биде подготвен за опстанок. Овој надпревар тие ќе мора да го добијат, јас би рекол, ајде во наводници по секоја цена ако сакаат опстанок. Од друга страна, последниот надпревар од ова 14-то коло кој што ќе го најавиме Македонија Ѓорче Петров против Арсими, практично ова би било и дерби на самото коло. Последното 15-то есенско коло што ни носи Арсими на домашен терен против Вардар Неготино како фаворит. Арсими нормално во зависност тоа како ќе одигра во рамки на 13-тото и 14-тото коло ќе сака триумф со што е можно да има повеќе бодови и да остане во посериозна трака за местата кои водат кон првата лига. Беласица на домашен терен ќе игра против Македонија Ѓорче Петров. Охрид против Борец, каде Охриѓани се апсолутни фаворити. Башкими и Брегалница Штип ќе биде практично дерби на колото, каде што Башкими и Брегалница силно ќе атакуваат на трите бодови. Победа против Детонит Плачковица
Новаци против Кожув, Саса против Скопје, Вардарски Осогово, дефинитивно ова ќе биде дерби од дното на табелата, ако сакат и двете екипи, опсено ако особено Осогово ќе мора да дојдат до тие 3 бодови. Практично ова беше она што го подготвивме во оваа анализа на втората македонска фудбалска лига и што практично се случуваше кога е во прашање втората македонска фудбалска лига. Накратко одеме да ги видиме кои се најдобрите стрелци во втората македонска фудбалска лига и практично кои играчи си постигнале автоголови преди да ја завршиме оваа анализа. Да ја погледнеме листата на најдобри стрелци во втората македонска фудбалска лига. По 10 погодоци има Никола Талески од Победа и Симеон Христов од Македонија Ѓорче Петров. 8 погодоци постигна Андреј Симески од екипата на Каменица Саса, додека пак Дарко Гроздановски од Кожув застана на неговите 7 погодоци. По 6 погодоци постигна Хусеин Демири од Башкими, понатаму Димче Јовов од Беласица и Шефи Чефити од екипата на Арсими. По 5 погодоци имаат Сашо Дуков од Охрид, Албин Рамадани од Арсими и Мементриза Хамза од екипата на Башкими. По 4 погодоци имаат Рејана Бази од Брегалница, Фикрет Ливарека од Осогово и Тони Мичковски од Каменица Саса. По 3 погодоци постигна Илија Баламов од Вардарски, Иван Галевски од Брегалница, Владимир Жоглев од Скопје, Давид Јошевски од Победа и Давид Калпачки од Брегалница. Ова е листата на најдобрите стрелци кои што ја извадовме, со оглед на фактот дека има доста играчи кои што имаат постигнато по 3 и по 2 погодоци како и по 1 погодок. Одеме да ја погледнеме листата на играчи кои си постигнале автоголови. По 1 автогол во овие 12 кола во втората македонска фудбалска лига си постигнале Кристијан Јордановски од Борец, Мартин Димовски од Каменица Саса, Христијан Коцев од Скопје, Стефан Молденовски од Беласица, Павле Петров од Борец и Лука Трајковски од Детонит Плочковица. Почитувани гледачи на спортска мрежа, се беше ова што го подготвивме во анализа за втората македонска фудбалска лига. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал. Долу стои она копче за subscribe или претплати се во зависност на кој јазик го читате. Претплатете се, тоа е бесплатно, нас ни давате апсолутно многу голема поддршка за да го работиме сето ова. Уште еднаш ви благодарам што ја следевте и ова анализа на спортска мрежа заедно која што изработевме со Александар Максимов.